После долгиот заеднички живот на нашата република во рамките на поранешна Југославија во еден не толку среќан и турбулентен процес, македонската нација и останатите етнички заедници кои живеат во Македонија одлучија на референдум во 1991 година на 8 септември да прогласат независност и самостојна суверена Република Македонија. Веднаш после тоа инструментите и институциите на државата започнале сериозни подготовки за монетарно осамостојување. Народната банка на Македонија била овластена да започне со изработка на вредносни бонови како привремено платежно средство, а потоа и националната валута. Беше многу разумно одлучено дека тоа прво издание ќе биде транзиторно, нема на себе да го носи официјалното име на валутата, туку само ќе биде еден систем на деноминацијски поени кои што ќе служат на потребите на економијата и на финансиите, а во меѓувреме на Народна банка ќе биде оставено доволно време да ги започне подготовките за подготовка, официјализирање и пуштање во оптек на првото стандардизирано официјално издание на денари. Ако за дизајнирање на едно парично издание ви се потребни помеѓу 6 и 24 месеци, условно семено, нашата институција во соработка со Прилепската печатница 11 октомври беа поставени во позиција да го прават тоа за 2, 3, 4 недели, така што немањето луксус во време да се тоа подготви, тие бонови ги постави во една ситуација да може би помалку изгледат наивно од аспект на она што навистина се нарекува стандардизирано парично издание, говорам на книжни пари конкретно. Меѓутоа, мислам дека и многу од нашите граѓани ќе се сетат дека тоа беше стварно радосен момент во кој сите ние бевме задоволни што првпат пошто една многу долго и комплексно монетарно минато, нашите граѓани на оваа територија првпат има можност во раците да држат своји сопствени македонски банкноти. Поради кусото време за изработка било одлучено сите бонови да имаат ист дизајн, да се разликуваат само по бојата. Основен мотив на предната страна бил Македониумот во Крушево, а на задната тутуноберачите. Боновите биле отпечатени пред да биде донесена одлуката за името на новата валута, па на нив никаде не пишувало денар, туку стоела само вредноста. Но многу скоро почнале подготовките за официјалната национална валута – денарот. Започна процесот на раѓање на македонскиот денар и тој процес заради, ќе повторам, исклучителноста на историското време во раните 90-ти години беше многу сложен и побаруваше сериозни институционални и лични напори на голем број учесници во тој процес, кој што конечно формално заврши на 26 април 1992 година, кога првиот премиер на независна Република Македонија Никола Кјусев на јавната собраниска седница одржана на Великден во април ги покажа тие пари пред пратениците, но и пред целата македонска јавност. Овој процес беше пропратен со донесување на неколку многу значајни правно-формални акти кои обезбедија правен легитимитет на целата постапка. Тоа е Законот за Народна банка и Законот за паричната единица на Република Македонија, со која денарот беше и официјално прогласен како таков. И следниот ден беше пуштен во оптек. Пеон, статер, лав, македонски динар биле главните предлози за името на новата македонска валута пред да биде донесена одлуката таа да биде именувана како денар, и тоа на предлог на Македонската академија на науките и уметностите. Сегашниот изглед на денарот е воведен на 8 септември 1996 година, на 5 годишнината од македонската независност.
Монетите содржат символи на македонската државност, култура и природа, а банкнотите имаат символи и представи кои го изразуваат културно-историското наследство на Македонија и содржат повеќе заштитни елементи, како што се воден печат, заштитен конец, скриена слика, микротекст, двоен пасер и оптички променлива боја. Музејот на Народна банка ја раскажува историјата на македонските пари. Музејот на Народната банка, почнувајќи од 1999 година, започна едни изразено силни музејски активности со цел да биде значаен учесник во државните обиди за зачувување, заштитување и презентирање и несомнено истражување на богатото културно наследство на македонската почва. И по таа смисла нашата функција е токму таа да го заштитуваме, да го сочувуваме, да го предадеме на следните генерации во истата форма во која сме го затекнале ние, бидејќи тоа е еден несомнен сведок за животот, посебно за монетарниот, економскиот, културниот и ако сакате секако политичкиот живот на современата македонска држава во минатото, на територијата на нашата држава во минатото, почнувајќи од 6 век пред нашата ера, па до денес. Голем број различни цивилизации оставиле своји траги и тие траги е високо цивилизацијски чин ако бидат сочувани, запомнети и да представуваат понатаму една основа врз која идните генерации ќе градат нови вредности. Македонија слави 30 години независност, а македонскиот денар 29 години постоење.